Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео општо ќе ги поминеме органите на имуниот систем. Значи ќе запишеме органи на имун систем. Значи органите на имуниот систем се различни морфолошки и функционални различни ткива кои предонесуваат за развој на имуните функции. Сега, ние можеме спрема нивната важност на некој си начин да ги поделиме на примарни и секундарни. Лимфоидни органи. Сега во примарни спаѓаат, ги спомнавме уште во минатото видео, значи коскената срцевина и тимусот. Додека во секундарни спаѓаат различни периферни лимфоидни органи, каде што тука спаѓаат лимфните јазли, значи лимфни јазли, слезината и различни лимфоидни ткива кои се поврзани со мукозата, односно мукоза асоцирани лимфоидни ткива или mucose associated lymphoid tissues. Какво што е, например, ова лимфоидното ткиво асоцирано со утробата, или утроба на англиски gut би било, и затоа gut associated lymphatic tissue. Така што GALT доаѓа кај нас. Сега, некои општи карактеристики всушност, мислам, нешто спомнеме дека во примарните органи на имуниот систем се создаваат и до некој си степен созреваат различните имуни клетки, додека во секундарните се среќаваат на некој си начин со антигени и можат унаводници да дозреат. И да започнеме сега да ги разгледаме. Значи, примарни рековме дека е коскена срцевина и главно рековме дека коскената срцевина тука се создаваат и созреваат Б клетките, но тука настануваат и Т клетките, но тие понатаму дозреваат во тимусот. И коскената срцевина нормално се наоѓа во коските. Имаме во сите коски, но најголем дел од хематопоетската активност се одвива во, например, во фемурот, илеум, стернум, односно граната коска, хумерус, значи некои од пологните коски. Сега, например, овдека, најверојатно земен фемурот, имаме коската, имаме капот феморис, колум феморис, овие џумкиве, туберации, и имаме овдека напречен пресек на вратот на фемурот. И гледаме дека имаме крвни садови кои поминуваат низ центарот, и овдека потоа имаме како зумирана слика. Ева, кидам ја уште поблизу. Каде што гледаме ретикуларни клетки, поставате една вид која основа, остеобласти вид на коскени клетки, ендотелни клетки, за да кога обложат место дека ендотелните клетки се обложуваат на некој начин, неврони, за да се контролира средината каде што се одвива хематопоезата, и ги имаме овие хематопоетските стем клетки. Коскената срцевина е едно прилично сложено ткиво. Мислам, го разбираме, знаеме како работи, но имаме се уште некои работи не се сосема разјаснети, например со микросредината која треба да се одржува овдека со цел да имаме хематопоеза. Значи, знаеме прилика, но не се разјаснет. И овдека, значи, се одвива главната хематопоеза и тука се одвива создавањето и зрењето на Б клетките. И со тек на време, како што старееме, коскената срцевина почнува да се исполнува повеќе и повеќе со масти. Дори 50% може да биде затворено всушност со масти. Сега, иако кај нас е главната хематопоеза и создавањето на Б клетки, па и на Т клетки, ево, коскената срцевина, тоа не мора да е така кај сите животни. Например, имаат голем број животни кои развиваат во други ткива. Например, птиците во таа бурза на Фабрициус, и оттаму всушност првично се откриени, и затоа од бурза на Фабрициус доаѓа Б клетки, но можеме да го асоцираме со bone marrow како коскена срцевина. Добро, сега идеме на вториот од примарните органи на имуниот систем, што е тимусот. Значи, тимусот е жлезда која се наоѓа над срцето. И нема да навлегуваме нешто на нејзината хистологија, има два лобуси, има кора, има медула, има капсула и така натаму. И во тимусот се носат Т клетките, значи во тимусот се носат Т клетки кои првично настанале во коскената срцевина и се носат во тимусот преку циркулацијата со цел тука да созреат. Сега нема се задржуваме процесот на созревање, но интересно е
дека тука, значи како што видовме минатото видео со Б клетките, па се исто слушно се случаи со Б клетките во коскената срцевина, се позитивно или негативно селектирани, што всушност значи тестирани се дали врзуваат некои антигени кои се од сопственото тело, така. И например овој тимус произведува некој протеин, например инсулин произведува. Сега знаме како главниот инсулин се прави во панкреасот, но да речем тимусот исто така може да си направи протеин, односно инсулинот е протеин, и да тестира дали те клетките ќе го врзат тој инсулин. Така, например, направи, и сега имаш дека инсулин, и ако те клетката го врзе инсулинот, така, значи го врзе тој антиген, во тој случај оваа те клетка ќе се елиминира. Помине почне процесот на апоптоза. Сега, зашто не смееме да имаме таква те клетка која врзува наши протеини. Односно, некои наши протеини ги смета дека се антигени. Друга интересна работа е за тимусот е дека тој се создава дури во веќе 8-та недела некаде од развитокот на фетусот веќе е создаден тој. И онака се зголемува се некаде до пубертет. На после пубертет почнува да опаѓа, значи се смалува, нека има хипоплазија, значи се намалува големината. Само помал и помал тимусот. Прво се сметало дека немало некој улога тимусот, но понатаму се нашло што е всушност улогата. Има уште многу повеќе што може да се збори за тимусот во однос на хистолошката градба, но тоа ќе го оставиме за хистологија, значи нема сега да се задржуваме тоа. Значи главното е дека те клетки таму дозреваат, се селектираат, те клетки кои не врзуваат наши протеини, односно нашите протеини ги рачунаат како антигени. Сега, пред да збориме за секундарните органи во имуниот систем, кои нели бе, лимфни јази, слезина и мукозно асоцирани лимфни ткива, треба накратко да го разбереме лимфниот систем, што дека го имаме на левата слика. И главно, значи во организмот имаме циркулаторен систем кој се состои од кардиоваскуларен и лимфен систем, каде што при течење на крвта од кардиоваскуларниот систем, постојано дел од течноста излегува надвор од крвните садови. Така, излегува од крвните садови и иде во меѓупросторот, значи помеѓу клетките во интерстицијалниот простор. Сега, таа течност не сме таму да биде, зашто ако се задржи таму, тој имаш оток. Така, значи неќе оток и течноста влегува во така речени лимфни садови кои го образуваат лимфниот систем. Односно се дел од лимфниот систем. Сега лимфните садови, односно течноста во лимфниот систем, таа малце потешко циркулира во однос на крвта, нели, која се наоѓа во крвните садови, зашто крвта која се наоѓа во крвните садови имаш срце која ја пумпа. Сега за лимфата немаш ништо што ја пумпа. И затоа со движење на мускулите ја движиш лимфата, например нагоре, така. Движиш лимфата нагоре или пак ја движиш вака. Сега како знае на каде се движи, зашто мускулот не може да ја носи само една насока, мускулот ќе ја носи од двете насоки, али како што се садовите, значи имаат како клапи, така и може да иде само во една насока, обратно не може да се враќа. И затоа со движење мускулите ја движиме лимфата низ лимфните садови. Сега таа си се движи и главно, значи вака таму си е бележено со сино, е фатена десната рака и главата, тоа е вака со црвено е остатокот од делот, од телото. Така, значи овој дел вака што го бележам со црвено, од лимфниот систем се влива во левата субклавикуларна вена, клавикула е ова, не си покажам на мене, клучната коска, додека десната рака и делот од главата се влива кај десната субклавикуларна вена. И понатаму тие се вливаат во вена кава супериор и повторно целата течност се враќа назад во крвните садови. Значи сето од црвеното иде овдека некаде, така, тоа што е бележано со плаво, тој дел од лимфниот систем е тука десно и на крај сите се вливаат во вена кава супериор и целата лимфа се враќа во крвниот систем и пак се циркулира се тоа. Тоа е некој си општи преглед на лимфниот систем. Сега, во склоп на лимфниот систем спаѓаат овие лимфни јазли, така како чворови кои се наоѓаат на по патот на лимфните садови. Сега, овие лимфни јазли кои се наоѓаат на патот на лимфните садови, сушност се како едни филтерни станици. Така по пат на лимфните садови ги имаме овие филтерни станици или пак на некој начин можете да ги гледате како полициски станици. Бејќи голем дел од имуните клетки мигрираат тука и си седат и чекаат. И поентата е внатре во лимфата си поминуваат антигени од
дадениот патоген организам. Така, бидејќи тој навлегол некаде во ткивото, во интерстицијалниот простор и сега дел од неговите антигени влегле во интерстицијалната течност и влегле во лимфата. И сега имуните клетки, вака направиме на страна. Значи имаме тука еден лимфен сад, имаме лимфен јазол и ги имаме например антигените, така дека се антигените. И си имаме некоја си лимфна клетка, имуна клетка, макрофаги, Т клетки, Б клетки и така натаму. Најчесто е некои антиген презентирачки клетки кои ќе го забележат овој антиген и понатаму ќе заврши процесот што го зборевме во стекнат имунолошки систем. Каде што ќе се иницираат Б клетки да се диференцираат на плазма клетки и да почне Б клетките да синтетизираат одредени антитела. Така со Y ќе бележам. Од хистолошки гледано, ево вака, дека извршам само на кратко. Хистолошки гледано, лимфните јазли имаат кора, имаат паракора, имаат медула, поврзани се со циркулација, мислам, од крвните садови. И во секој лимфен јазол да имаме аферентни, така аферентни лимфни садови кои што влегува течност и еферентни од каде што излегува. Сега дека гледаме дека имаме наивен лимфоцит, наивен е некој кој не сретнал антиген. Така и сега си патува, например, не го обележам со жолто, ќе обележам со портокалова боја и си го имаме овој наивен лимфоцит, некоја си имуна клетка која не сретнала антиген до сега. И сега од тука од десно доаѓа антиген. Антиген може да биде врзан со некоја антиген презентирачка клетка или само да дојде антиген. Значи доаѓа од некој си аферентен лимфатичен сад. И сега тој антиген ќе се сретне со оваа имуна клетка и ќе се развие, најчесто се развива стекнатиот имунолошки одговор и потоа ќе почне да се ќе почне да се формираат антитела, така од страна на плазма клетките и плюс повеќе клетки ќе се пуштат во еферентната понатаму во лимфната циркулација од страна на еферентниот излез на лимфниот сад, на лимфниот јазол, бидејќи скоро секогаш бројот на имуни клетки кои излегуваат е поголем од бројот кои влегуваат. Сега ако има некој си антиген кој се наоѓа локално на некој си место, лимфните јазли на тоа место ќе потечат на некој начин. Ќе имаме лимфоаденопатија. Спрема потечени лимфни јазли може да види всушност кај е настанала инфекцијата. Значи главно лимфните јазли и лимфните садови се всушност место каде што имуните клетки се среќаваат со антигенот, така наидуваат на него. Сега, нареден секундарен орган на имуниот систем за кој ќе збориме е слезината. Наредно за што ќе збориме е слезина, односно лиен. Тоа е еден вид као јајцевиден орган кој се наоѓа, како дека бележен е во левиот дел од телото. Има повеќе функции, значи тука има крв има вишок, ако имаш крварење ќе биде потребна таа крв. Исто така тука се носат например еритроцити кои се постари од 120 дена, се носат во така наречената црвена пулпа, и затоа и црвена бидејќи полна со еритроцити и хемоглобин, каде што од страна на макрофаги, значи имуни клетки ги разградуваат еритроцитите. Имаме бела пулпа која е главно исполнета со имуни клетки, особено Т лимфоцити, Б клетки, и особено има тука доста складирани антигени кои поминале низ крвта, зашто слезината е еден вид главен пречистувач на крвта, додека лимфните садови ја земаат интерстицијалната течност и поминува низ нив, додека крвта директно поминува низ слезината. И општо е добра слезината за спречување на сепса, односно да имаме многу бактерии во крвта. Сега може да се живее без слезина, значи таа се вади, има големи случаи, голема палета на случаи каде што може да се извади слезината, спленоктомија, и може да се живее така, да тие индивидуи ќе бидат посклони кон бактериски инфекции на особено на крвта. Но сепак може да се живее. Значи одека имаме некоја си хистоанатомска полба, градба, како влегуваат крвни садови и така натаму. И така натаму, значи нема тоа се задржуваме, сепак видео е еден општи преглед. Значи има многу други работи кои може да се кажуваат, но ние само разгледуваме онака општо. Последно е малта основна мукоза асоцирани лимфоидни ткива, кои што всушност се повеќе може да бидат, значи може да бидат бронхијални, гастроинтестинални, урогенитални,
или пак кожата, така како што имаме мукоза, значи mold може да биде асоцирано на дигестивен, одnosno гастроинтестинален, добро ќе речеме дека е исто, респираторен, одnosno бронхиите, ама ајде, респираторен, урогенитален, и кожа. Каде што имаме мукоза која е асоцирана со имуниот систем и добро, ова е еден вид првата одбрана при не првата одбрана при ќе внесеш некои си микроорганизми поминува низ дигестивниот тракт и не сакаш да ти влезе во циркулацијата. Нормално треба да имаш некоја заштита на цревата, така и тука имаме оваа мукоза. И тука имаме различни лимфни, одnosno клетки на имуниот систем, имаме Т, Б клетки, макрофаги и така натаму и ги имаме овие М клетки кои што се дел од ламина проприја и тука значи немаат тие влакненца како остатокот од клетките, едноставно служат за презентирање на различни антигени кои поминуваат низ например дигестивниот тракт или респираторниот или урогениталниот. И тоа отприлика се општо онака земено за органите на имуниот систем. Наравно дека има уште многу да се збори, но ние направиме само еден општ преглед, зашто нема на тоа толку многу да се задржуваме. Голем дел има хистологија и настојано не интересира тој дел од имуниот систем моментално. Понатаму во иднина некогаш ќе направам видео каде што детално ќе го разгледаме, ќе ги разгледаме органите. Но за сега нека биде ова. Се надам дека научивте нешто во ова видео и ќе се видиме во наредното видео, каде што ќе започнеме да разгледуваме подетално, значи вродениот имун систем. Довидување.